Градежник Охрид ви представува. Најдраги гледачи, добредојдовте во најновото издание на вашиот лајфстайл магазин Нова на програмата на Дера телевизија. И денес поканивме гости, подготвивме содржини кои што сигурно ќе го задржат вашето внимание. Затоа следните 40 минути останете со нас. Еве дел од темите. Кои места се извори на мувла во кујната? Како да се преживеат топлите долги денови во високи подпетици? Уште еден голем летен тренд. Детска уметност преку невербална комуникација. Дознайте кои места се извори на мувла во вашата кујна и секако направете се за да ги спречите. Ние денес со следниот прилог ќе ви помогнеме во тоа. Некои многу опасни мувли може да се најдат во кујната, но добро е што нивната појава може многу ефикасно да се спречи. Дознайте кои места се извори на мувла во кујната и што да направите да ја спречите нејзината појава. Под фрижидерот може да се создадат разни видови на мувла. Поместувајте го фрижидерот 2 до 3 пати во годината и детално ичистете ги ѕидовите и подот под фрижидерот. И внатрешноста на фрижидерот треба редовно да се одржува. Не дозволувајте храната предолго да стои во него и проверувајте дали има нешто расипано. Расипаните производи влијаат на појавата на мувла, па веднаш отстранувајте ги. Проверувајте ги и овошето и зеленчукот кои не се во фрижидер. Даските за сечкање треба да се чистат после секоја употреба и тоа најдобро со алкохолен оцет наместо детергент. Оцетната киселина е мокно средство за дезинфекција и ги отстранува бактериите на Ешерихија коли, салмонела и стафилокока. Ако даската за сечкање има непријатен мирис, тогаш истрите ја со половина исечен лимон. Чешмите, особено оние кои не се исправни, се местото каде најчесто се создава мувла, а исто и од водите ако не се одржуваат редовно. Сипувајте по еднаш оличка за кафе полна со оцет еднаш неделно во одводот и така ќе отстраните мувлата која веќе се создала и ќе спречите појава на нова. Кантата на отпадоци идеално е да не е преголема, туку да го собира ѓубрето само од еден ден. Така ќе ја празните секојдневно и ќе одбегнете создавање на мувла на едно место. Во продолжение на Нова ќе разговараме за тенисот во нашиот град. Денес заедно со мене во Нова дел од екипата на Академија Павловски, односно тренери судија Анита Павловска и тренер Марија Чекулевска. Добре дојдовте двете. Добре ве најдовме. Академијата за тенис Павловски постои веќе 5 години во нашиот град. Што е битно да се истакне во овие 5 изминати години? Академијата Павловски постои од 2009 година. Главната цел зошто е оформена беше за финансиски да го поддржи тенискиот клуб Битола и за да се обезбедат услови во зимскиот период. Меѓутоа, како академија функциониравме во повеќе градови во Македонија и го потпомогнавме тенисот, значи во Кавадарци, Кичево, Велес, Крушево и Добро, понатаму. Да, и исто така, значи имаме доста добра функција и во Македонска тениска федерација како академија. Оваа година и тенискиот клуб слави 35 години од своето постоење, меѓутоа како се формира нели Академијата Павловски, некако вие достојно го вративте овој спорт во нашиот град. Се трудиме да ја оправдаме довербата на граѓаните која ни ја даваат. 1979 година од ентузијасти и влюбеници во тенисот беше оформен тенискиот клуб Битола. Првите тениски терени
уствари беа цртани во училиштата, во склоп на училиштата, а подоцна беа изградени првиот тениски терен во Елпида Караманди, потоа во Олимпискиот базен, ракометното игралиште. За денес, конечно да ги имаме двата тениски терени во градскиот парк до салата на ДТБ Партизан на Зодијак. Одлично. Ќе подготвите ли нешто за овој голем јубилеј кој што не е никако за подценување? Месец април, значи роден денот ни беше на 24 април. Имавме подготвено како ни беше месец на тенисот. Организиравме клубски турнир. Исто така имавме акција по училишта во склоп на училишниот час. Имавме стрит тенис организирано и имавме дадено попуст 35% за новите членови. Меѓутоа, главната прослава ќе ни биде на 15 јуни, во која главната прослава заедно ќе биде со почетокот на Европското првенство до 16 години. На 16 јуни ќе се одржи Европското првенство за јуниори и јуниорки до 16 години, па колкав е интересот за сега? Моментално имаме пријавено учесници од 24 земји, држави. Имаме уште една недела до крајот на пријавувањето. Очекуваме дека ова ќе биде еден од најуспешните меѓународни турнири организирани во Битола. Се знае ли конкретно од каде се ќе има надпреварувачи, некои земји да ги споменеме или? Освен од регионот, значи Србија, Бугарија, Албанија, имаме пријавено за сега од Италија, од Швајцарија, од Германија, од Шпанија, Турција. Одлично. Вие постојано имате и тековни турнири во вашата академија, како клубски, така регионални, државни и така натаму. Кои турнири се позначени да ги истакнете? Вака, сите турнири се значајни, не може да се издвои некој дека е најзначаен турнир. Како клуб сме организатор на клубски турнири еднаш месечно, а исто така организираме регионални турнири еднаш на 3 месеци. Исто така сме учесници на државните турнири кои што се во склоп на Македонска тениска федерација. Од пред 2 години, поради големиот интерес на родителите да бидат инволвирани во тенисот, организиравме турнир Родител дете, кој што најде на многу големо задоволство не само кај учесниците, родителите и децата, туку и кај публиката. Доаѓаше на тениските трибини и будно ги следеше надпреварите. Постојано сте дел од турнири ширум земјата. Имено пред недела дена бевте учесници на меморијалниот турнир за детски тенис во Скопје. Таму учествувате секоја година редовно. Какви импресии понесувате секогаш од таму? Па супер, значи сите тие турнири се многу значајни за децата, се бери големо искуство на секој турнирче. Стигнавме до финалните надпревари, имаме голема генерација на деца кои што се успешни, млади, ентузијасти, љубеници во тенисот и сакаат да играат тенис. Оно што е ново во вашиот клуб е организацијата на Лига на надпревари. Оно што досега го одржувавте и беше наменето само за ветерани, сега направивте некои мали промени, што конкретно? Па вака, Лигата надпревари е направена со цел повеќе да бидат вклучени децата во тенисот. Ние како клуб сме учесници во 4 категории, и тоа портокалев тенис, зелен тенис до 12 години и ветеранска лига. Се игра на принцип домаќин гости. Значи, еднаш одиме на гости, еднаш доаѓаат клубот кај нас на гости. Се игра во 4 групи, по 3 до 4 екипи има во секоја група од различни градови. Играме по 4 сингл мечеви и 2 дубл мечеви. Во кој период од годината е оваа Лига на надпревари? Сега имаме, значи, априлска, пролетна и есенска. Есенски дел. Ќе спремате сега есенската. Во јули се очекува и традиционалниот меморијален турнир Чичко Перо Савич, кој што нели секоја година вие го одржувате под ваша иницијатива. Започнали подготовките, пријавувањата, како оди сето тоа? Пријавувањата се на денот на турнирот. Меморијалниот турнир е во организација наша веќе 7 години. Најчесто, освен значи турнирот за јуниори и јуниорки до 14 години, имаме и ветерански турнир и ноќен маратон, кој се игра цела вечер, значи до раните утрински часови. И како се одредува победникот? Маратонот ни е само за забава.
Одлично. Која е возрастната граница за членување во тенискиот клуб и во Академијата Павловски? Нема лимит. Кој може да биде најмалото детеце? Најмладиот член моментално ни е 4 години, а најстариот ни е 63, меѓутоа очекувам и постари, не е проблем. Така да само битна е желбата и волјата да се игра тенис, љубовта кон тенисот. Колку категории на тенис постојат? Постојат повеќе категории. За играње на тенис? Да. Постојат повеќе категории за тенис. Најмладите се поделени во 3 групи, и тоа црвен, портокалев и зелен тенис. Тоа е се со цел да се намени тенисот да му се стани подостапен за секоја возраст. Исто така имаме категории до 12, 14, 16 и 18 години, сениори и ветерани. Најавивте за септември и уште еден фестивал на тенисот наменет за децата, Чунга Лунга. Што ќе се случува? Тоа е фестивал кој и од каде идејата за Чунга Лунга? Чунга Лунга се спонзори на Македонска тениска федерација и така идејата. Фестивал, наречен е фестивал, бидејќи се игра во 3 категории, црвен, портокалев и зелен тенис. Се игра еднаш во Битола и еднаш во Скопје. Лани имавме во Битола 80 деца пријавени од цела Македонија, поради недостиг на доволно терени, го однесовме во Прилеп. Се надеваме дека сега ќе имаме повеќе деца што ќе играат што ќе се пријават на овој турнир, бидејќи сето тоа е пред се за забава. Децата добиваат и пакетчиња Чунга Лунга, родителите се дружат, децата се дружат меѓу себе. Ане, ти постојано си дел од некои европски тениски турнири како судија. Се врати од Португалија, првично да те запрашам за тоа патување, за тој тенис, па потоа и за следните понатаму. Да, во изминатиот го работам судењето веќе 4 години на интернационално ниво. Во изминатиот период бев во Катар на женскиот тениски турнир, потоа бев во Португалија на машкиот и женскиот заедно и исто бев во Хрватска на ветерански турнир. Тоа се само мал дел на турнири кои ми помагаат да стигнем до главната цел, тоа се Гранд Слемите. А која е твојата главна улога кога си ти таму како судија? Различно е на секој турнир. Некогаш работам како линиски судија, некогаш работам како главен судија на столица. И што тебе ти е побаво да бидеш тренер или судија? Или да играш? Значи, ги поминав 3 фази од и играњето, и судењето, и тренерската работа. Ги сакам сите, меѓутоа моментално најголема пасија ми е судењето. Одлично. Тебе, Марија? Ти си моментално тренер, меѓутоа исто така и активен играч. Да, значи мене ми е супер да сум тренер на децата и тоа би сакала да го работам и како главна професија во текот на целиот живот. И јас ти посакувам тој да ти се исполни. И пред самиот крај, што следно да очекуваме од тенискиот клуб и од Академијата Павловски? Така, најпрво би сакале да им се заблагодариме на Тера телевизија, која секогаш будно не следи на сите наши настани активности кои што ги организираме. Исто така би сакала да ги поканам љубениците на тенисот во Битола, сите да дојдат на големата прослава и роденденската и свеченото отворање на европскиот турнир, кој што ќе се одржи на 15 јуни во 20 часот на тениските терени. Приредуваме различни низа на настани таа вечер и се разбира во текот на целиот европски турнир да следат и се разбира сите тие кои што сакаат да станат, да ја почистуваат дел од тениската игра, да ги почистуваат благодетите од тенисот, да дојдат и да се запишат да бидат наши членови и да играат уживајќи тенис. Одлично, а имаш ли ти нешто да додадеш? Не, сека. Јас ви благодарам што денес вие две издвоивте време и бевте дел од нова. Ви посакувам големи успеси и на професионален, но и на приватен план и секако се гледаме на тениските терени. Фала на Бога. Ние продолжуваме понатаму, се прашувате како да се преживеат топлите долги денови во високи подпетици. Ние ќе ви дадеме одговор.
Секоја дама најженствено се чувствува на високи подпетици, но последиците кои тие ги оставаат некогаш се навистина болни. Подпетици за на работа, за излегување, за прошетка. Звучи познато. Еве неколку совети како да ги избегнете проблемите од постојаното носење. Ако ви се чевлите таман, нема да предизвикуваат голема болка. Затоа кога бирате нови чевли, водете сметка токму за тоа. Купувајте ги кога нозете не ви се оттечени, најдобро наутро и не ги земете во предвид типичните обидувања од продавачката, ќе се разгазат. Ако ве стегаат нови, ќе ве стегаат и утре и задутре. Подпетиците само ќе го влошат проблемот. Најголем проблем кај високите подпетици е токму аголот под кој стои вашето стапало. Ако сакате високи подпетици и да ви биде удобно во нив цел ден, најдобро е да се решите за платформи во кои стапалото ја задржува природната положба. Ставете влошка внатре во чевлите. Можете да изберете од оние кои одат по целата должина на чевлите или од оние кои ви даваат потпора само во предвидот. Можете да изберете од оние кои одат по целата должина на чевлите или од оние кои ви даваат потпора само во пределот на перничето под прстите. Кога станува збор за влошки, не штедете, имаат навистина фантастично дејство. Се проценува дека само 10% од човековата комуникација е преку говорење, останатите 90% се преку невербална комуникација изразена преку слики, гестови. Денес за детската уметност погледнете. Детската уметност, особено цртежот, представува една од задоволствата во детството и секако визуелни представи направени со боички, фломастери или моливи кои се резултат на нивното задоволство и расположение. Преку цртежите може да се открие што посакува детето, што му се допаѓа, што не му се допаѓа, неговите сонови и желби и многу повеќе. Цртежот исто така се употребува и во терапевски и развојни цели од страна на сите познати светски детски психијатри. Психолошки истражувања со уметничка терапија, извршени од страна на европските и руските научници, покажаа дека преку цртежот може да се дознаат начинот на размислување на децата, нивната имагинација и емоционална состојба. Според научниците, цртежот, сликата представува своевиден јазик, код кој обезбедува јасен увид во детската моментална психолошка состојба. Се проценува дека само 10% од човековата комуникација се постигнува преку говорење. Другите 90% е невербална комуникација, пренесена преку слики, гестови, изрази на лицето, држење и други видови на јазикот на телото. Искусен психолог може да го утврди карактерот на една личност уште пред таа да проговори. Ракописот на поединецот, начинот на одење, навиките, палетата на бои кои ја преферира. Сите овие елементи формираат огледало што ја одразува личноста. Продолжение на ова ќе разговараме за кикбоксот во нашиот град. Денес заедно со мене судија и тренер во Центарот за борички вештини Заншин Стефка Јанковска-Петковска и еден од учесниците, односно дел од овој центар, Илија Ристевски. Добро дојдовте. Добро ден. Од пред година дена во нашиот град функционира и успешно работи Центарот за борички вештини Заншин. Тоа значува смирен дух. Меѓутоа, неодамна заврши и државното каде со многу златни медали освоја токму вие и заедно со членовите на новиот центар, но пред да ги најавите тие работи, кажете ми што ве поттикна всушност Заншин во ова што се случи.
Вака, председаве надополно малце во врска со значењето на Заншин. Заншин всушност значи постигнување на највисока состојбен умор на борецот, тоа значи смирен дух и подготвено тело за борба. Значи тоа е идејата и жалбата на секој борец, уште од источна да речем филозофија е тоа, значи дека сепак е највисока состојба која што може да ја постигне еден борец психички. Така да сакав само да ве надополнам дека освен смиреност има и подготвеност на телото за борба во секој момент. Иначе формирањето токму на овој центар за боречки вештини беше да речем желбата на одреден број на борци кои што бевме од Битола, кои што се надпреварувавме и на државно ниво и дел од нив бевме во состав на претходниот состав на кикбокс репрезентација на Македонија. Имаше некои незадоволства, така да јас бев таа која што јас и дел од претходниот состав на репрезентацијата, и кој што беше и Никола Бакалов, да речам, Бобан Лукач, Денис, кој што се подолг период, да речам, Лукач беше и по составот на претходниот состав на репрезентацијата, а овие претходните кои што ги набрав беа подолг период се такмичари во федерацијата, на ниво на Македонија се низа успеси, така да ние мислевме дека најдобро за да можеме понатаму да продолжиме, бидејќи имаше некои трзавици, е да се отвориме свој клуб, односно јас го отворив клубот, меѓутоа имав цело време поддршка од моите другари, кои што и ден денес такмичат за овој клуб, јако јас сум нив тренер и сето моје искуство, кој што го берам како актуелен репрезентативец, го делам со нив, му ги пренесувам моите знаења, заедно соработуваме и се поправаме во нашите, да речам, тренинзи, за да можеме да одиме напред. Или ти си дел од овој центар, кажи ми кога и како кај тебе се роди идејата, односно желбата за кикбокс? Се роди од мојата 5-та година, од тоаш почнав да тренирам и така да успех да се покажам. Браво, тоа ќе го споменеме во текот на разговорот. Кога кај се роди пасијата за кикбокс? Прво јас би ви кажала дека со борички вештини се бавам од мојата 8 година. Тоа значи веќе 26-та година каде се бавам со борички спортови. Прво се бавев со карате. Во карате сум инструктор и имам трети дан уште тргам карате. Потоа се бавев и со јаидо, каде што сум носител на 2 светски титули. Значи носител сум на светски шампион сум двократен 2006-2007 во јаидо. Таа е стара самурајска вештина. Последните 8 години сум фокусирана како надпреварувач на кикбокс. А желбата да се пренесеш од една вештина во друга, значи те носи желбата за борби, за надпревари, за да се надополнуваш како спортист. Спонтано да работите, меѓутоа и во овој период во светот е актуелен кикбоксот и секој кој што се бавил со боречки вештини, значи му е желба да настапува на светски првенства и да биде од ваку пред се. Во отворањето на центарот истиот се закити со многу златни медали од сите ваши членови таму, па ги паметите ли вашите први надпревари или да ни кажи го паметиш ли твојот прв надпревар? Без разлика дали освои награда или не, каков беше? Беше прекрасен и многу возбудлив. Го паметите ли вие вашиот надпревар? Го паметам мојот надпревар, прв меѓутоа тоа беше многу одамна. Првите надпревари беа во карате, така да без обзир на колку надпревари ќе настапуваш, тоа мислам јас го признавам како борец пред се. На секој надпревар го имаш истото чувство како некако да ти е прв пат, меѓутоа тремата, дали ти на почетокот кога се надпреваруваш, дали добро ќе се избориш, меѓутоа како понатаму се надпреваруваш, во тебе секогаш си вознемирен дали ти понатаму ќе се задржиш титулата како шампион. Јас веќе 8 години сум првак, значи државен во Македонија. Браво. Во континуитет и нормално и покрај тоа што сега на 10-ти кога беше надпреварот државен, сепак имав и како тренер, како моите надпреварувачи ќе настапат, меѓутоа сепак во себе си викаш дали јас ќе се избрана мојата титула. Кикбоксот е помлад спорт, за разлика од останатите како бокс и карате, меѓутоа некако наактуелен во последно време, на што тоа се должи и што всушност значи да се тренира кикбокс? Па вака, во светот сепак адреналинот кој што се појавува кај борците, кај кикбоксерите, значи тоа креање на цела маса од публика на луѓе си го прави своето. Сепак кикбоксот е малце покомерцијален за разлика од старите вештини јапонски. Тоа придонесува да биде поактуелен, таков е светот, побрз е животот. Иначе,
за кај нас, ние во Македонија, значи го пратиме трендот кој што е напор. Значи, сепак, постојано гледаме на сите медиуми дека се појавуваат нови борци, нови успеси и сите ние сакаме да бидеме светски шампиони. Тоа е причината за се повеќе да се вежба. Потребна ли е посебна исхрана кога се спортува кикбокс? Па комплетно би кажала, претпоставам и за другите спортови дека е така, самиот спорт си носи нов начин на живот. Јас тргнувам од себе си. Сепак јас можам да кажам дека веќе сум постар борец, значи имам 33 во 34 години. Значи доколку немаше некои измени во мојот начин на исхрана, мојот начин на живот, сигурно немаше да можам да бидам сега во состав на репрезентација. Ке бев одавно пензионирана. Сепак, освен тренинзите кои што ги имам секој ден, пред надпревари имам и 2 пати во денот. Иначе, кога немам надпревар, 6 тренинзи во неделата имам за себе, меѓутоа имам и посебен начин на исхрана. Тој начин на исхрана се трудам да ги навикнам и децата кои што тренираат и возрастните кај мене. Преферирам суров начин на исхрана. Тоа значи зеленчук, овошје, јаткасти плодови, се она кој што во природата, кој што може да се конзумира без да се готви. Така, или ти така се храниш? Да, со зеленчук, овошје. Браво. Тренинзите се доволни за да се совлада целосно кикбоксот со значи да се има кондиција или се потребни и некои дополнителни активности или некои други спортови паралелно? Па вака, освен измената, значи промената во начинот на исхрана, ние правиме тренинзи, освен кои што се во сала, исто правиме кондициони тренинзи кои што се надвор. Тоа значи дека со комплетен тренинг, кој што би било значи како за брзина, за кондиција, имаме спаринзи, сето тоа заедно го прави еден борец комплетен. А нема да му преча доколку вежба и други спортови. Значи јас како тренер сакам да имам успешни ученици, значи воопшто немам проблем да имам успешни фудбалери, успешни кошаркари, затоа што во животот не знаеме каде ќе се го најдат понатаму местото. Вие сте членови на Кикбокс Федерацијата на Македонија и на Карате Федерацијата на Македонија. Каква ви е соработката со нив? Имам одлична соработка, посебно со кикбоксот, затоа што ево и од Битола имаме единствен судија, тоа сум јас, во Кикбокс Федерација. Репрезентативен сум ви спомнав преходно, значи имаме постојано сме на сите надпревари сме активни и постигнуваме и резултати. Благодарение на претседателката Александра Неделковска, која што беше повторно избрана сега на собрање, кој што се одржа пред да се одржи надпреварот, дадени се услови кои што други држави би можеле поуспешни да ги сонуваат, а ние ги добиваме како, значи имаме специјални тренинзи, односно карентин пред надпревари. Исто така целиот раководен тим на ваку на Македонија се труди за младите надежни спортисти да добиваат и стипендии. Значи сепак тоа е успех, што се надевам дека за брзо време и Илија и другите деца кои што се во клубот ќе успеат да се добијат таква стипендија која што ја добиваат учениците до 18 години. На јуниорско кадетско државно првенство минатата година исто така освоивте многу медали, или е заедно тука со нас затоа што тој е апсолутен шампион нели во кадетска категорија за деца. Освои 3 златни медали во помлади кадети, покрај Анако Стојчиновска која што освои злато во пионири и твојата сестричка Гордана која што исто така освои злато во пионири. Кажи Миле, колку време ти се подготвуваше за едно такво првенство? Со мојот тренер се подготвував цела година, со напорни тренинзи, надвор, трчање, кондициони тренинзи. И резултатите се даде. Колку пати неделно имаше тренинзи? Секој ден, само неделно, 6 пати. Браво! Како ти беше чувството кога на крајот првенството заврши, а ти освои 3 златни медали? Си понесе долу. Чувството беше неверојатно и преубаво чувство. Кик лајт, лајт контакт и музичка форма, тоа беа нели медалите за тие категории. Во што ти најмногу уживаш од овие трите? Уживам во сите ги работам креативно и во сите уживам. Браво. Моментално, како што кажав, си апсолутен шампион во кикбокс во кадетска категорија. Какво е чувството да се биде непобедлив? Со твоите врсници? Чувството е убаво да се биде непобедлив и сега ќе гледам пак да бидам непобедлив во другата држава. Што ќе биде на 31. Браво. Како е да се работи со еден ваков шампион?
Чувството како тренер да работи со шампиони е навистина многу убаво, само оние кои што работеле можат тоа да го доживеат, да го кажат. Колку и да го кажувам тоа со зборови, не можам да го опишам. Јас покрај Илија како млад кадет, успешен, кој што навистина покажа врвни резултати на преходниот натпревар, морам да кажам дека сум и среќна како тренер, што ги имам и синьорите успешни. Сега на преходното државно учествував јас 2 златни медали, нели во киклет и во волки дисциплините. Тоа ќе го споменеме исто на понатаму. Продолжи. И со оние кои што надпреварува во сениорска, значи другите медали, јас како тренер сум многу горда и навистина е задоволство да вадиш победници. Точно така. Сега на наредно првенство се надам дека и други медали ќе освоиме, меѓутоа сепак пред се ми е многу битно оние кои што ќе излезат шампиони никогаш да не бидат победени. Неодамна беше избран и за најдобар млад спортист. Да, од 10 бев и јас и тоа ми е гордост. Од 10 млади спортисти јас бев во нив и така. Браво. Со што сте преокупирани во моментов и двајцата? Сме окупирани за Сашка биде 31 и напорно тренираме за државната. Јас како тренер сум преокупирана од Емилија, кој што веќе да речам сум убедена дека мора да си одбрани титулата, тоа е мојот начин на работа, не трпам порази. Исто така уште тројца такмичари во кадетска категорија планирам да се појават во нашиот клуб нова првенство, тоа е Стефанија Петковска, Ивана Петковска и Стефан Сунчевски. Се надевам дека и тие ќе се закитат со некои од медалите. Ние би сакале да бидат златни, меѓутоа времето ќе покажи. Тоа ќе биде и до кон крајот првенството на овој месец. Понатаму ми следува светскиот куп Тешен за сеньори, на кој што веќе неколку години учествувам јас. Се надам дека ќе се закитам повторно со медал. И понатаму Европското првенство кој што следи од септември за сеньори и ни за други активности со кои што ќе ви информираме. Поводи за гостување во Нова или кажи ми ти покрај кикбоксот со што друго се занимаваш во слободното време? Се занимавам и со фудбал, во Топ Гол, кај Кире Грбовски, голем поздрав до него и играм во детската лига. Поздрав до другарите во сите. Браво, во што повеќе уживаш, во кикбокс или во фудбал? Во двете. Во двете. Значи не можеш да издвоиш. А како ги балансираш овие два спорта кои што ги спортуваш, те помагаат ли тие паралелни тренирања за твојата кондиција да биде поголема? Кога ќе течам, например, на фудбалот ми помага на кондицијата за тетамите на кикбокса, например, во кикбоксот со нозе, ќе имам посилен шут или побрзи дриблинси. Браво. Тука некаде пред крајот да напоменеме и за државното првенство кое што се одржа во Скопје, каде што учествува 94 спортисти од 18 домашни клуба. Се надпреваруваа во дисциплини и тежински категории од кикбокс и така од кикбоксот, меѓутоа ви имавте доста победници по категории и дисциплини, па ајде да ги напоменеме кои беа тие, меѓу кои и вие лично. Така, кикбокс клубот Заншин се настапи нова првенство со 6 надпреварувачи. Еден од нив бев јас, потоа беаше Денис Моремовски, Борче Тировски, Бобан Лукач и Никола Бакалов. Јас се закитив со 2 златни медали, минус 60 кг во волкик, минус 65 кг во киклет, Борче Тировски во минус 67 кг во волкик, се закити со златен медал, Бобан Лукач се закити со сребрен медал, во минус 67 кг во волкик, Денис Моремовски во минус 60 кг се закити со сребрен медал и Никола Бакалов, тешкаше, тој се закити со бронзен медал, 91 кг. Браво. За прв пат во Битола се тренира и кикфот. Кикфит. Кикфит, што означува овој спорт кој што верувам наменете за женската популација? Кикфит е актуелен спорт, да речем, во надвор од Македонија. Во Македонија малку, да речем, сега се уште табу тема, меѓутоа луѓето многу брзо ги запознаваат работите. Жените кај нас се многу поактивни, за разлика од жените надвор од Македонија, не дека сум пристрасна, навистина сме ние такви темпераментен тип на жени. Тоа е претежно, значи тоа е спорт кој што го работат и мажи, меѓутоа сепак наменет повеќе за жени. Тоа е комбинација од аеробични вежби, се работи со музика, има мал дел и од кикбоксот. Правиме комбинација која што сепак е за здрав дух во здраво тело, би рекла, за жените. И за витка става. Одлично. Која е старосната граница на вашите членови во Заншин? Старосната граница на кај нас е 65 години моментално што имаме член, а тоа е најстариот член, а најмладиот член кој што го имаме е година и пол,
кој што уште пред да почне да оди, секогаш доаѓа на тренинг барем по 5 минути, уште пред да започне да оди, ставаше на ракви, земаваше на вреќа. Сега е веќе скоро година и пол и почнува да работи на фокусери, секако дека не работи како повозрастните деца, меѓутоа љубовта за каратето, за кикбоксот, ја има уште од мали нозе. Таа е, ќе кажам и дека е Ева Димовска-Чонтева, која што е најмладиот член и баш имаме и слики на нашата страница од Анши, можете слободно да ги видите. Иле, кажи ми ти какви се реакциите и коментарите од твоите другарчиња како апсолутен шампион во кикбокс во твојата генерација? Што ти кажуваат? Кажуваат, го чекуваат тоа тие, многу стално тренирав и чекува и ова се реакциите. Браво. А тоа што тренира твојата сестричка ти помага ли заедно си коментирате околу тренирањето? Таа е мала и не ќе да тренира, Ама сепак е успешна, доби злато. Успешна, да. Добро. И на самиот крај што следно да очекуваме од вас, значи од центарот за Аншин заедно со нели вашите сите членови. Па сега, најнапред што очекуваме е дека на следното кадетско јуниорско првенство, кој што ќе се одржи кон крајот на месецот, ќе се закитиме повторно со медајли, се надевам ќе бидат сите златни. Понатаму ни следува тешан светскиот куп, кој што е 14-15 јуни и таму се надеваме дека ќе учествуваме. Јас веќе, како што ви напоменав, повеќе години назад учествувам на тој куп и секогаш сум носител на медал. Се надам дека ова година ќе се закитам со злато, па понатаму како ќе следува во сезоната, така ќе бидат успесите, исто така и кон крајот на овој месец ќе имаме комисија од Скопје со Стојанче кој што е Андревски, тој е соносител на 6-ти дан, со негово присуство ќе полагаат повторно дечината за појаси. Одлично, јас ви посакувам големи успеси и вам и лично и професионално, и тебе ти посакувам значи да бидеш шампион како што е твојот тренер моментално кога ќе пораснеш и ви благодарам што денес бевте дел од нов. Уште еднаш ви се заблагодарувам што најдовте време да не поканите да бидеме гости во вашата емисија. Секогаш тоа, значи нема да биде нели прв и последен пат, ќе ве поканиме секогаш кога ќе има повод за тоа. Ние продолжуваме понатаму, погледнете уште еден голем летен тренд. Оваа сезона повеќето дизајнери одлучија да понудат облека со многу мешани бои, без разлика дали тоа е колор блокинг варијанта или различни стилни принтеви. Ние денес ви инспирираме да ја разбудите имагинацијата во вас и храброста и да носите мешани стилни бои во еден стајлинг. Фотографиите ви ги прикажуваат секојдневните ситуации на светските трендсетерки. Боја ментол со корална, розова со бела, зелена со жолта. Се е дозволено. На вас останува сами да го изградите шаренит стил ова лето. Па може да ни спратите и фотографии од вашиот успешен стајлинг. Само храбро.
Најдраги мои, тоа беше се за денес. Се надевам дека нашите гости и подготвените содржини го задржаа вашето внимание. Ако е така, гледајте ги репризите. Кликнете на etera.mk каде што ќе ги најдете линковите од нова и секако продолжите да ни пишувате на nova@etera.mk. Јас ви посакувам пријатен, среќен јунски викенд исполнет со многу љубов и насмевки. Се гледаме и идниот петок. До тогаш, довидување.